Почитувани гледачи, добро вечер во отвореното студио на телевизија Нова. Изборите кои ги оставивме зад нас беа замислени како почеток на излез од долготрајната политичка криза во која Македонија се наоѓаше. Но се чини дека стануваме сведоци дека наместо крај, како да влегуваме во нов почеток на нова политичка и веројатно безбедносна криза. Се надеваме дека нема да биде така и дека нема долго да трае овој интеррегнум на некој начин, но еве ќе изанализираме со моите вечерашни гости, двајца професори, господинот Златко Кесковски, универзитетски професор, и господинот Цане Бојановски, универзитетски професор. Ајде, господине Бојановски, бидејќи поредко сте кај нас гостин, ќе почнеме со вас. Едно генерална ваша оценка, какви правци, какви димензии од политички и безбедносен аспект може да добие оваа политичка криза во која како да влегуваме? Добро вечер и благодарам за поканата. Јас сум трет пат во студиото на телевизија Нова и се така да кажам се чувствувам почестен што сте една од ретките телевизии која ми пружа можност да учествувам во дебатна емисија, да ги соопштам моите гледишта, бидејќи последниве 2 години на телевизиските екрани постана практика да се покануваат гости. Јас сум еден од среќниците кои оваа телевизија го каната, останатите имам прилика да ги следам преку медиумите. Ако се обидеме да исцртаме неколку оценки за тоа што се случува и што може да се случува, прво треба да имаме во предвид дека станува збор за политичка криза која не настана во последните само 2 години, туку таа во последните 2 години ескалира и таа очигледно дека ќе има еден период на инкубација во кој што полека ќе го губи интензитетот, ќе добива определени некогаш поизразени, некогаш помалку изразени облици на судир, на политички конфликт, но се повеќе ќе води кон остварувањето на генералната цел, а тоа е воспоставување на принципи на демократско владење во Република Македонија, зашто првиот индикатор за кој што можеме да ја градиме таквата оценка се изборите. И предизборната и изборната кампања, особено изборниот ден, кој што резултира со резултати, околу кои резултати, околу нивната конечна физиономија, има определена институционална дебата или расправа која во текот на денешниот ден ќе заврши, од утрешниот ден веројатно или во наредните денови кога и судската процедура ќе заврши, ќе биде целосно завршена. И тогаш ќе почнат да функционираат уставните правила и начела за начинот на конституирањето на власта, односно ќе се дефинира кое мнозинство ќе определи кој ќе владее во Република Македонија во наредните 4 години. И во таа смисла, ако ги наблюдуваме општите состојби, ние можеме да кажеме дека политичкиот расплет на кризата веќе е отпочнат. Ние би било нецелосно или оценките не до крај издржани ако очекувавме дека на денот на изборите ќе престанат антагонизмите, дека ќе престанат прашањата кои што беа изоштрени и има особено силна политичка реторика и завршија со определени институционални или практики кои се воведени, а не се во уставот утврдени. Да речеме како што е принципот на политичкиот договор и претварањето на тој договор во нормативни решенија. Од рамковниот договор од 2001 година до денеска се практикува во Македонија еден таков вонинституционален механизам кој се нарекува договор на политичките лидери. Почна со практиката која применуваше покојниот претседател Трајковски и политичките лидери. Тогаш и тоа се доби определено граѓанство. Заврши со Пржински договор 1 и Пржински договор 2. Како политички субстрат или обид да се исканализира или да се даде определен правец на движењето на разрешувањето на политичката криза. Во таа смисла можам да очекувам дека определени турбуленции ќе настануваат во политичкиот простор, но тие ќе бидат повеќе како израз на неснаоѓање или како израз на воспоставената политичка култура во македонскиот политички простор, а се помалку како израз на потребата од
водење на земјата во некој безизлез. Мислам дека овие избори на политичките елити им покажа дека македонското граѓанство во целина ги следи основните карактеристики на политичкото поведение или на политичката култура која е специфична за плуралните општества. Господин Кесковски, дојав мала доза на оптимизам од воведниот говор на професорот Меновски, дека сепак сме дел од една класична политичка култура, што може би малку доцним или не, но дека влегуваме во еден плурален свет кој што има заострен речник. Сепак, ваквите политички кризи, ваквиот изострен речник во текот на кампањата, па и деновите потоа, не застрашуваат од политички мултиетнички аспект, дека можеби може да дојде до некаков вид на дестабилизација на државата, дека можеби различните граѓански групи ќе се судрат на улиците и дека тоа ќе предизвика мал стрес. До кој степен може да биде тоа? Дали е тоа повеќе меѓуетнички, интраетнички или интеретнички? Значи, прво видите, политичката криза во Македонија во ваков формат до сега не е позната. Значи, ние имаме предходно безбедносна криза, поттикната е, иницијалната каписла на оваа криза е безбедносните служби, структури и така натаму. Дали се натрешни или се надворешни, се уште нели тоа него расчистија институциите кои што се задолжени за тоа, меѓутоа во секој случај продолжи еден процес на длабок анимозитет помеѓу политичките противници. Воопшто, значи помеѓу едните и другата страна, со навистина неприкладна и остра реторика, која што во суштина се слева врз обичниот граѓанин и се рефлектира на уште пооштар или по-лош или по-агресивен начин. Значи, вие ако реториката на политичарите од највисоките структури се такви какви што ги слушаме ние, кога ќе се спуштите долу, се симните долу во обичните луѓе, нели, во пониските, ајде да речеме, социјални структури, уште се рефлектира на многу поагресивен начин. Онако што мене во суштина ме плаши, без разлика како ќе тече целата таа постапка и процедура, би требало според уставните нормативи и законите, нели, кои што владеат во Република Македонија, во секој случај оваа тензија која што во моментов е создадена, треба самите тие чинители да ја смират и да ја олаваат. Она што гледаме во меѓувреме има почеток на некакви пораки од страна на дел од политичарите, дека во суштина тие меѓу себе се пријателски настроени и така натаму, за сепак таа тензија да не се префрли баш на оваа структура која што во суштина е многу тешко да ја контролираш. Револт од едната или револт од другата страна. Она кое што политичарите треба да го направат по завршување генерално на избирачкиот процес, бидејќи се уште трае, процесот се уште трае, бидејќи ДИК, па уставен суд и така натаму, додека до конечните резултати, сепак мора да испратат порака да се воопшто членството на двете политички партии да се смири. Тие тензичните и оштри говори, ако знаат дека тоа ќе се пренесе меѓу граѓанството во поизразена форма. Мисля дека многу лесно ќе ви вратат назад или некогаш намерно го прават тоа. Значи, видите, затоа и претходно ви говорам. Значи, ваков начин до сега или ваква криза политичка, од која што трае 2,5 години во една страшно тезична атмосфера. Ние имавме неколку политички кризи до сега, меѓутоа краткотрајни со завршеток кој што пак оставаше простор да сето тоа се смири кај обичниот граѓанин. Меѓутоа, оваа криза која што е во последниот период, нели, од непризнање на прво на резултатите, па после тоа со сите оние пропратни елементи или почетокот пред година и пол дена, нели, се дигаше тензијата постепено на различни основи, различни аспекти. Рефлексијата надолу према обичниот член, симпатизер и така натаму од едната или од другата страна е многу поголема и поштра. Нормално е за време на избори да имате вие
малце пооштра риторика, да, може да упатувате пораки, може да го дигате нивото на на некаква по-национална или по-економска или така натаму некаква риторика која што би правила судир помеѓу едната и другата политичка структура, нели, во идеолошката разлика. Меѓутоа, ова трае многу долг временски период и мислам дека нормално е дека не може да се смири тоа веднаш. Никој не може ништо веднаш да смири. Меѓутоа, во секој случај, пораките кои што треба политичарите да ги испратат према своите симпатизери и членови, морат да бидат на некакво помирување воопшто на граѓани на Република Македонија. Прво, политичко, бидејќи ние најголемата тензија во овој момент ја гледаме помеѓу две најголеми политички партии кои што се активни во Република Македонија, а после меѓуетнички некакви разлики или судири ако имаме. Значи, прво ние имаме проблем со не етнички судир, граѓански судир или идеолошки судир на две различни структури кои што действуваат во Република Македонија. И то со страшна една риторика, особено во социјалните мрежи кои што се многу активни во Република Македонија, значи многу активни, со еден речник кој што не доликуваат генерално на ниеден обичен човек, меѓутоа во таква една размена на такви оштри и неприкладни тензични навреди, тензијата расте. Ние имаме неколку инциденти пост изборни. Меѓутоа, верувам дека разумот на политичари ќе превладее во однос на политичката борба и во однос на личните или партиските интереси, во однос на интересите на граѓаните, односно на националните интереси, и дека мора ова тензија полека да се расплие. Професоре, овој период двегодишен на политичка криза, кој од почетокот се негираше дека има криза, дека нема криза, сепак фактичката ситуација водеше кон една ваква разречница и ја донесоа заедно со меѓународната заедница со помош дојдовме до изборите. Оттаму зачудува што се пролонгира оваа тензичност и нетрпение меѓу одредени политички групации. Политичка криза, кој ќе кажеме, какви реперкусии генерално носи, освен економски, безбедности, кои се подоминантни, кои се по-несигурни за обстанокот или за стабилизација на државата? Ако може се направи една класификација, речеме, кои се опасностите од политичката криза? Прво, Република Македонија од 90-та година до сега имаше многу по-оштри политички состојби од ова сегашната. Ако само направите ретроспектива што се случуваше во Македонија од 90 до 94 година. 94 година две политички партии го напуштија изборниот процес, тоа беше исто така политичка криза. 95 година имавме прво манифестирање на други паралелни структури со рушењето на Хард Рок, кога се сметаше дека првпат се манифестира облиците на организираниот криминал кај нас. Потоа тие продолжија и во изборите 98-ма. Ние 99 и 2000 година имавме дури и ситуации кога имаше физички повредени лица на бирачките места, кршени кутии, полнети и така натаму. Од 2008 година до сега имаме политичка реторика во која се врши сатанизација на политичкиот противник, почнувајќи да речеме од повикувањето тој е крив, да не го спомнувам името, завршувајќи со разните други медиумски притисоци, така да ова што денеска се случува, само се гледа опаѓањето на тој интензитет на таа криза. И од тој аспект, како наблюдувате, има едно сериозно прашање. Тоа е едно прашање кое секогаш треба да имате на ум. Позади големите политички дебати се крие врешавање на некое прашање за кое што објективно кај другата јавност ќе предизвика проблем. Сетете се како завршија парите од продажбата на Телекомот.
ние таман го продадовме Телекомот, влегоа определени пари, се отвори воен конфликт во Македонија. Го повтори некој, го отвори прашањето каде заврши и оттаму кога зборуваме за влијанието на политичката криза. Политичката криза е манифестен облик на другите процеси кои се во кризна состојба. Тоа е само облик во кој што носителите на доминантните интереси, а тие доминантни интереси се формираа во периодот од 90-та до 98 година или до 2000-та година, кога во основа се промени собственоста на капиталот, во кој што владата имаше положба на редистрибутер на државната собственост. Тоа сега продолжи со приватизација на земјата. Вие повторно имате таков тип на односи. Политичката криза, според моје мислење, е израз на притисокот на економската криза, на притисокот за прераспределба внатре во рамките на економскиот сектор, кои ако повнимателно ги анализирате процесите кои се случуваат, тие наликуваат на состојбите кои беа карактеристични во крајот на 19-тиот век, од таму некаде до средината на 19-тиот век во Италија. Беа слични состојбите како што беа во почетокот на 19-тиот век во Соединетите Американски држави, зашто Алексис де Токвил пишува во Демократијата во Америка, во неговата книга од 1835 година објавена, во кој што ги анализира процесите на етатизација. Процесот на етатизација кој почна 90-та година, прво со промената на уставот на тогашната федерална единка, па и со новиот устав, кој да кажеме дека во Македонија има една интересна практика. Луѓето кои што најмногу знаат за таа работа не учествуваат во процесите. Например, во процесот на градењето на уставот не учествуваат професорите по уставно право, учествуваат други. Тој процес и денес продолжува. Значи, за сите прашања зборуваат луѓе кои што имаат информации, а некои имаат знаење. Само да завршам за кризата. Оттаму, значи, кризата не се настанува како резултанта само на тоа што имате два политички противници, кои имаат партиски структури, во кои се изградени на принципот на авторитарните или на цезарскиот принцип, кои што ги практикуваат моделите на пропагандата како основен облик на комуникација. Туку имате еден друг процес, а тој се нарекува економски, кој ни назадуваме. Не ни расти општествениот производ према проекциите. Развојот се темели на кейнзијанската стратегија, а тоа е најпросто објаснета кейнзијанската стратегија. Ќе платите $1000 да ископате канал, ќе го пуштите во промет. Ќе платите $1000 да се затрупа тој канал, 2000 обрт правите и така натаму. Тоа во основа го чинеше градежништвото. Потоа, ние долго време се наоѓаме во тунелот кој што значи мит дека Европа е светлата иднина на Македонија и европските вредности. Тоа, ако го набљудувате од аспект на нашиот развој, да, ќе ни отвори простор за стабилен политички развој, за намалување на корупцијата, за градењето на постабилна политичка култура. Во такви услови политичката криза се јавува како нормален, во наводници нормален производ. Таа пукаат шавовите на оние прашања на кои што ви се дачеме. За кои теми ние имаме криза? Имаме криза за меѓуетничките односи, тоа е митска тема. И таа ќе биде секогаш актуелна. Имаме проблем со каква ни е положбата по идеолошките положби. Тоа е исто така тема која што е наследена од еден друг период. Од периодот, да речеме, после 45-та година, кога бевме на едната или на другата страна. Моето лично мислење е дека политичката криза во Македонија ќе стагнира, таа нема да престане сигурно за месец-два и така натаму, но сега се создадени доволно темели и основи таа да почне пополека да се враќа институционалната рамка, да се враќа вербата во институциите, зашто ние колку сакаме како сакаат да не оценуваат, ние немаме висок степен на доверба и уште помалку имаме правна свест за тоа. Ние сите сакаме што е можно повеќе да ги заобиколиме процедурите и секогаш се буниме кога остваруваме права, а секогаш инсистираме да има процедури кога некој друг ги остварува правата. Очигледно тоа е еден многу посложен процес, се надевам дека во текот на емисијата ќе го отвориме пошироко. Јас напротив, мислам дека никогаш економските прашања не се некаков иницијатор за политичките кризи во Македонија. Еве, ќе се вратиме назад.
Ако ВМРО ДПМН не излезе на избори 1994 година, 1995 година ние имавме промена на знамето и имавме договор со Грција за промена на името. Значи имавме политичка криза, меѓутоа последицата е решавање на многу потешко прашање и многу посуштенско општествено прашање. Почетокот на војната и војните процеси во Македонија резултираа со промена на устав. Промената и политичката криза 2002 година резултираше со територијалната поделба на Македонија. Оваа политичка криза ќе донесе сосем други политичко-општествени процеси во Македонија, кои што ќе осменат општествениот живот. И тоа е целта. Значи, ние не може да зборуваме за било каков конфликт политички, без на крајот во разврската да имат било какви општествени реперкусии врз она во кое што денеска живееме. Дали тоа ќе биде решање на прашањето за името, дали тоа ќе биде редефинирање на државата, кој што е риторика, ние ја слушаме за време на изборите. Економскиот дел падна во сенка. На крај крајова имаше светот криза. Меѓутоа, ова што во овој момент се случи, и сите кризи големи на назад во Македонија, промена имаме во општеството. Значи, оние суштински промени, кои што се уште имаат траги, значи, се уште дел од населението не го чувствуваат знамево како свое, ново. Се уште населението е гневно на ФАЈРАМа, на Биро, на ФИРОМ. Се уште е гневно на рамковен договор, се уште е гневно на територијална распределба. Што следи? Ќе видиме што следи, а тоа тука треба да дискутираме и не, видите, најчесто економијата е употребена за да се разгневат состојбите, економијата, човековите права, тоа е онај наједноставниот дел за да можеш да дојдеш до секој граѓанин. А над него се економските, националните интереси, едно со друго во суштина се балансираат. Ние имаме еден процес на недоволни човекови права и таква риторика, на не знам какви реперкусии од државните институции, за накрај да завршиме со риторика на промена на редефинирање на државата. Значи, видите, генезата и завршетокот на целите овие процеси. Според мене, после оваа криза, ние ќе имаме отварање на прашање и разрешување на некое прашање кое што е од суштинско значење за секојдневно оживење. Кое е тоа, ќе увидиме на крајот. Дали тоа се работи за одредени права, односно за редефинирање на држава генерално или некакви други односи, или решање на прашањето за името, бидејќи не сакам да го фрлам во сенка, ние имаме процес на интеграција, односно сакаме да се интегрираме во НАТО и во Европската Унија. Единствената пречка е прашањето за името. Нити се поставило прашањето дали ги исполнуваме условите, не знам какви, не знам што, кои што земени во споредба со Албанија, која што е членка на НАТО, или на Бугарија, која што е членка на Европска Унија, или на Романија како стандарди. Не сме ние далеку од овие. Напротив, имаме процеси кои што се многу понапред од нив, меѓутоа не сме интегрирани. Таа неинтеграција може да донесе до одредени конфликти внатре во држава. Значи, може да продуцира конфликт, бидејќи сме ранливи. Тоа е она размислување во суштина дека ние првенствено треба да размислуваме за НАТО, а секундарно за Европска Унија. Бидејќи НАТО алијансата ни гарантира унитарност, ни гарантира неповредливост на граници и така натаму, на кој што по суштина е опасност од геополитички и геостратешки аспект. Мала пауза ќе направиме за реклами, а потоа продолжуваме со дебатата. Сакам да го слушам мислењето на Мојановски околу овие прашања.
Добро е повторно во отвореното студио. Дојдовме до некои тези околу мало, да речам, несогласување околу одредени теми. Господин Демјановски, во овој изборен процес се нафрли темата за меѓунационалните односи или за редефинирање на државата на меѓунационални односи, за темата која што рекоте дека е мит. Колку е таа сериозна, колку таа може да предизвика понатамошно ескалирање на политичката криза, која може да прерасне во безбедноста од која најмногу се плашиме. Сакам пред да влезам во елаборирање на мојот став во врска со тоа прашање, една дигресија да направам. Економската криза во 29-та година заврши со New Deal. Тој беше апсолутно спротивен на филозофијата, на сваќањето, на општественото уредување во тој период на либералниот концепт. Беше воведена државата како субјект во разрешувањето на кризата. Значи, секоја криза не е еднодимензионална, и тоа што се случи 95-та година со Македонија се случи како последица на блокадата која Обединетите нации ја направија на Србија и блокадата што нам ни ја направи Република Грција и една безизлезна економска состојба во која се наоѓаме. Ако се сеќавате, тие години нашиот премиер Клјусев повика на една седница на собрание да носи во Македонија, да увезува секој како ќе може да стигне, што беше политички наблюдувано една многу сериозна состојба. Тоа што подоцна доби политички други излази и така натаму е резултанта и на други фактори за кои што ние треба да имаме предвид нашата геостратешка положба, нашата историја, интересите кои се тука испреплетени и така натаму. Но исто така треба да водиме сметка дека политичките субјекти кога се организираат, тие имаат таргети за водење на политичката кампања. Позади политичката борба се кријат реални економски интереси. Реалниот економски интерес кој се случува во Македонија од 2006 наваму е промената на собственоста на земјата. Тоа прашање е отворено. Тоа прашање беше не завршено со приватизацијата. И ако ние, како се вика, може би да се разликуваме апсолутно тука, јас не тврдам дека мојот став е како се вика исправен. Јас така мислам и така сум образован во потходот на политичката, на анализата која ја правам. Тоа нужно има потреба и од соодветни ефекти кои се остваруваат натре. Покојниот професор Мирчев минатата или предминатата година објави една студија за големо државните стратегии на нашите соседи. Ако таа се погледне и ние и погледнеме определени процеси, вие можете да најдете сличности и разлики. И во таа смисла, во политичката борба треба да имаме предвид следното. Прво, ние имаме еден рамковен договор кој како политичко решение го премости прашањето со федерализацијата. Со редефинирањето на преамбулата и прифаќањето на еден став. Јас затоа во денешниот разговор со вас реков да го погледнете мојот учебник од 2002 година општествено уредување. Јас имам таму многу издиференцирани ставови по однос на тие прашања. Второ прашање, тој обезбеди механизми во кои што ќе се заштити малцинството кое според тогашната дебата која е водена се чувствуваше недоволно заштитено и се воведе еден посебен механизам кој се нарекува Бадинтеров, кој ако го наблюдувате, тој одстапува од многу принципи во кои што се изедначува еднаквоста. Тој е поблиску, да речеме, до консенсуалниот пристап во толкувањето на моделите на демократија, во која што имате вертикално поделено општество, секоја заедница има своји племенски старешини, кои седнуваат и се договарат по одделни прашања.
И едно од прашањата кое што повторно како политичка реторика се воведува е прашањето на консензусот. Посебно консензусот во економските односи. СФРЈ беше земја во која што имаше консензус во економските односи, посебно да речеме во електростопанството, и тој пример го кажувам секогаш на студентите кога зборувам за овие прашања. 249 организации од електростопанството на тогашната федерација се согласува да донесат една стратегија. Една организација се противи, 4 години трае процесот на согласување и тој трошок електростопанството на тогашната федерација го чини 250 милиони долари. Кажува за еден механизам кој е апсолутно скап, е апсолутно тром и апсолутно непотребен. Тој е од политичката култура и историското наследство и искуство на ова население овде кое живее, кое во текот на досегашната историја нема ни еден настан кој е таков за да ги продлабочува односите меѓу нив. Туку постоеле многу мостови кои што сега политичките структури од разни политички и потреби и интереси се обидуваат да ги срушат. Тие се обидуваат да предизвикаат на две релации конфликт. Првата релација е меѓуетничката, втората е меѓуверска. Ако погледнете, во политичката реторика се пипаат тие прашања. Тоа е објективно, тоа е повеќе злоупотреба на политичката положба, отколку што е длабок интерес. Затоа многу процеси во Македонија потврдуваат. И во врска со прашањето сакам да кажам следното. За љубов и за двајца треба, за љубов и за кавга треба двајца. Тоа е првото правило. Второто правило е водачите, луѓето кои што мислат за иднината на заедницата, треба да знаат дека нашата ориентација и цела ориентација на овој Балкан е евроатлантските структури. И дека во евроатлантските структури сите други митови и соништа кои ги имаме ќе се остварат. Затоа што ќе се оствари заедница во која што ќе имате непречено движење на луѓе, стоки и капитал. И оттаму, отварањето на тие прашања има краткорочни, но последиците кои ги оставаат се долгорочни. Зошто ги отварат некои од раните кои што за човештвото нема докрај објаснение зошто ние имаме толкави меѓурелигиски расцепи. Затоа што станува збор за сфера на личното убедување, во кое што тешко можете и тоа лично убедување го определува идентитетот на поединецот и цивилизацијската релација и така натаму. Моје мислење е дека ова политичка реторика која заврши, бидејќи модерните политички демократија кои се решмена, ако се сеќавате како ја водеа германците пред да дојде Меркел на власт, кој тип на политичка кампања ја водеа, од лични дискредитации, меѓутоа тоа завршува со денот на изборите. И веројатно ако јас така очекувам, се надевам дека така ќе биде, не знам дали така ќе биде. Значи, да кажам што посакувам, не сум убеден дека ќе биде. Дека од политичките лидери таа реторика ќе заврши со денот кога ќе бидат прогласени изборните резултати и ќе очекуваме дека тие ќе си подадат рака и ќе кажат дека иднината на оваа земја... очекуваме. Да не очекуваме, човечки е да очекуваме. Не, очекуваме сиве, ама. Човечки е да очекуваме. Ние очекуваме дека тој процес на вистина ќе добие така еден, како би рекол, европски шмек. Нормален тек. Сепак сакав За нас нормален. Господине Креспоски, вие споменавте неколку тековни важни сегменти, дека после секоја криза, наместо катарза, се доаѓало до некој решение, поголемо, позначено, обштествено решение, кое во тој момент ги смирувало страстите, но на долг рок останал еден талок, кој што во секоја наредна помала или поголема политичка криза се отвара. Што значи на долг рок некој од овие политички субјекти не успеал од тоа да направи државна придобивка, туку ги оставил да висат за постојано во да ги истакнува и да создава како куштус и судир не само политички меѓу граѓаните. Не легна Охридскиот рамковен договор, не легна територијалната поделба, не легна приемот во Обединетите нации и ФИРОМ, и ние ден денеска за исти работи, исто се караме, исто не се поднесуваме, како Македонија цело време од 90-та нааму да води на два колосека. Една држава, унитарна, ама целите како да
ги постигнуваме двете политички партии различно, како никогаш да не се сретнуваат, како да не се наши заеднички придобивки. Дали тие решенија за кои што зборите се дестабилизација потрајна или стабилизација во тој момент кога се донесени? Би сакал и Бојановски да ми одговори, Значи, видите, вие ќе споменете. има некои прашања Ваше кои што се болни. Има некои Имаме прашања различна кои визура што- за работите. Така, за кои што вие секој индивидуа без разлика на својот статус има собствено мислење и има право да донесе лична одлука и да учествува во тој процес од типот на некаква конкретна промена, да речеме, на сопрашањето со името. Значи, вие не може да донесете одлука која што ќе промени историја, ќе промени... А од друга страна имате анкета на населението кој што 87-90% од населението не се согласува со тоа. Значи, сега не се согласувало и во 2001 година дека треба нешто да се смени во уставот па да се стабилизират некакви односи меѓунационални, па настана судир, конфликт кој што мораше да има некаква завршница и таа завршница резултира со рамковен договор. И нормално, како и за се македонско кај нас, мора да остане нешто недовршено. Рамковниот договор во принцип требаше да ги регулира тие односи кои што беа некаква табу во претходниот период. Значи беше табу. Па се отпочна еден процес на преговарања, на отстапување и така натаму и немаше потреба од конфликт за да дојде до некакво решение. Мислам дека тој процес тоаш почна прилика 99-та година, 2000-та година, меѓутоа фактот и вистината дека почна. Донесовме рамковен договор кој што повторно не е прифатен, нормално не е прифатен, бидејќи имаме меѓунационален јас. Овај меѓунационален јас кој што ние го како нација и едната и другата го демонстрираме во тој период во Европа беше нешто што е завршен процес во европски рамки. Меѓутоа, што е интересно, што тој круг се сврти и ние сега во овој момент имаме една Европска унија која што во суштина функционират на консензуален аспект. Секоја одлука се носи со консензус и треба сите држави да се сложат околу таа одлука. Меѓутоа, во текот на кризата, на оваа последнава бегалска криза, ние сме сведоци дека сите држави се повлекоа од такво едно здружение носење на одлуки, се повлекоа во собствените граници и собствените национални интереси визави носењето одлуки на ниво на Европска унија и на ниво на постапување на Европската унија. Че имаме диаметрално спротивни ставови од типот на Германија дека е спремна да прими бегалци до Унгарија која што е и така натаму. Веднаш после тоа имаме Брексит, значи ние имаме една држава која што малтене најголема во Европската унија и со најака дипломатија и со најстабилен естаблишмент во Европска унија излезе од рамките на Европската унија. Значи сега дали тој процес ќе тече кон разединување или ќе би баш напротив овој случај ќе е кохезија, не знам. Тоа ќе го видиме како отприлика ќе тече. Меѓутоа, вториот момент на евентуален национализам, кој што се јавува во овој момент во рамките на Европската унија и преку него, е победата на Трамп. Риториката на Трамп за време на американските избори е американски национализам. Иако тоа вака малку не содействува со америчките стандарди или со американските национални принципи, меѓутоа тоа е
излив на американски национализам, заштитување на собствените граници, барање на заштита на имиграцијата, да се заштити америчките граѓани од имигрантите и така натаму. Иако самата држава лежи врз имигранти. Меѓутоа, кога ќе видите реториките, кога ќе видите како отприлика течат сите овие случувања и во Европа, реториката на Австрија, реториката на Унгарија, нели, Чешка, Полска и така натаму, сите ги заземаат се по-националистички и по-националистички ставови. Лепен вие во моментов на највисока кота во Франција, така да ние имаме еден процес кој што Европската Унија или Европската економска заедница тогаш, почнувајќи од крај тамо на средина на 80-ти години со промовирање на Unite Europe, до еден процес сега кој што предпоставувам, не сакам да веруваме, ретрограден, односно полека почнува да се, како и секој сојуз, впрочем. Ние бевме, како СФРЈ бевме една заедница која што во суштина сега почива Европската Унија. Меѓутоа, разделбата беше онака како што сите ја знаеме. Моето мислење е дека интеграцијата во НАТО пред се ќе ни донеси некаква таква една квалитетна стабилност во рамките на нашата геополитичка и геостратешка положба, онаму кај што се наоѓаме на аспирациите на сите комши околу нас и отворените прашања со сите околу нас. Господин Мујановски, од 90-та наваму ќе да сметаме, да речеме, од еден плурализам кога настана на политичкиот пазар, ми се чини како да постои една тенденција на историски или политички дисконтинуитет или непризнавање на постигнатото од претходниот политички субјект. Така држава не верувам дека се прави, мислам дека е добро да направат овие субјекти за кои што говорите со оптимизам дека во текот на децениите ќе се преструктурираме во демократска држава, дај Боже да е така. Сега се уште не можеме од оваа визура да го видиме тоа, можеби на начин на кој што вие го гледате. Значи, се што е направено е полунегирано и дотворено од наредниот наследник на власт. Дали се слагате дека е така и дали тоа ја прави Македонија нестабилна, безбедносно, а не самиот факт дека сме мултиетничко и мултиконфесионално општество. Негирање на постигнатото до вчера. Оттаму, значи, се негираше влезот во Обединетите нации. Секоја одлука значајна во тој момент што тие што биле на власт сметале дека е битна за перспективите на Македонија, од подкопана и почната од повторно до сега. Сега оваа власт што се обидува да направи, да го направи, веројатно наредната ќе биде исто така. И затоа има една противречност која што не може да се помират политичките субјекти. Не верувам дека се толку различни, освен ако позадината не е редистрибуција на економските ресурси, ако е тоа гола битка за власт, моќ, пари и земја, како велите вие. Значи, имам еден пријател од Ресен, се видовме летово на одмор, јас бев на Преспанско езеро на одмор и така често пати се допишуваме по овие мреживе. И во една прилика го прашав да размисли, има јасно политичко мислење за одделни прашања. Велам, знаеш, сакам да размислиш зошто ние од 90-та година на избори одиме да ги смениме арамиите. Ако си одговориш на тоа прашање, му велам, почитувам пријателе, тогаш ќе имаш јасна представа за што станува збор. Значи, прво станува збор за една ваква ситуација. Ние единството го сваќаме како едномислие. По мое. Значи, како едномислие. Да. Значи, ако исклучите било каков пристап, кој значи во единството подразбира стигање до целта, а целта ни е да имаме демократско општество кое ќе се уредува според европските вредности. Второто прашање за кое што треба да имаме, јас се обидувам во оваа книга, го отварам тоа прашање, 2000 година е објавена, а тоа е прашањето што нашите
епигони или партиски структури се авторитарни структури во кои што имате јасна положба на јасно зборувам за персонализирани. Тоа е друг израз за имате Цезар кој е сезнајко, кој е месија, кој е непогрешив и кој е исклучив. Тој за секој онај кој што не се согласува со него, прво ќе го игнорира, па потоа ќе го оддалечи, ќе го острацира, ќе го дефамира или ќе го ликвидира. Тоа можете да го препознаете за собствените политички кругови, за начинот на кој ги ја редефинираат собствената историја. И тука можете во политичките субјекти повеќе или помалку со поголем или помал интензитет да го сретнете истото. Таа политичка матрица, таа политичка култура е подгреана од неколку фактори. Првиот фактор, социјалната диференцијација во македонското општество оди кон пауперизација. Од 90-та година навамо. Тоа значи имате огромно осиромашување на населението. Вие немате автономен социјален слој. Ако еден универзитетски професор, на која со почитуваниот колега припаѓаме, не може за еден работен век да се надева дека ќе изгради куќа, дека нормално ќе се ги школува децата, дека ќе може на 5 години да се купи автомобил. Зашто зборувате ви? Нашата положба, материјална, нашата реалокација е никаква во општеството. Вие ако се најдете во судир со собственикот на универзитетот или со државата, кај во мојот случај, вие нема каде да се реалоцирате. Државата ви одвојува толку пари, ве плаќа, колку што плаќа еден советник или пониско звање во државната управа. Имате овај универзитетски водачи. На универзитетот не се повеќе ректори најдобрите, туку се најподобните, кои што апсолутно не сакаат да го отворат тоа прашање и не оставаат нас да го отвараме прашањето и така натаму. Затоа вие немате политичка енергија. Второ, ваквите цезаристички структури, како што се авторитарни структури политичките партии, тие внатре не трпат човек кој што слободно мисли. Најдобар индикатор за тоа вие погледнете во 25 години колку имавме автономни пратеници. Освен ако да речеме земе определени положби на мојот сега покоен пријател Јордановски кој беше председател на собрание. Имаме ли тие можете да ги изброите на една рака. На една рака случаите може да ги изброите. Значи таму имате логика во која што вази партискиот камшик. А партискиот камшик вели без разлика колку е твојата идеја плодотворна, таа бидејќи е твоја не чини. Немате, погледнете било каде, од собранието во било која локална заедница, од телата во кои што се носи одлука, не се прифаќа доброто решение затоа што тоа е изнесено од мојот неистомисленик. И тој апсолутно бидејќи ако бил добар, тој ќе ја имал власта. Јас сум тој што ја има власта и јас ја имам апсолутната вистина. Јас сум сезнајкото. Ако сум сезнајкото, сум непогрешив. Таа логика се дефинира во политичките односи во кои што доминираат исклучивоста, црната кампања, потоа доминира се користат разни инструменти како што беше да речеме комисијата за лустрација или да речеме во периодот после Втората светска војна комисијата за пресметка со државните непријатели и во кој што потоа медиумскиот притисок во кој што се јавува. Кога ќе погледнете тој политички амбиент кој се создава, тогаш вие имате еден образец кој се смета за нормален во нашето поведение. Ако нешто треба да работат политичките елити сега, во наредните периоди, разрешувајќи оваа криза, првата треба да покажат дека меѓу себе се почитуваат како политички различно мисленици. Да ни демонстрираат дека, иако се навредува во кампањата, сега имаат доблест да седнат, да испијат едно кафе, да излезат заедно на дебата, да демонстрираат дека тие имаат исти цели, а истата цел се дека не се мразат на ниво на кое што ги натера да се мразат граѓаните. Ние имаме представа дека тие не. Меѓутоа, еден политичар кој повторно сега се активираше во овие избори, пред неколку години, имаше една изјава која многу ми се допадна. Вика, во животот грешев што почесто не пиев кафе со мојот политички неистомисленик. Ние подеднакво ја сакаме Македонија, да се разбереме, без разлика каков ни е концептот. Јас апсолутно не сметам дека некој ако поразлично од мене политички мисли дека не ја сака Македонија. Прашањето е дали ние за одделни прашања ќе ги вадиме копјата
и ќе го спротивставуваме оружјето или ќе се обидиме низ аргументи да ја водиме таа битка. И затоа во политичкиот процес, а политичките партии меѓу останатото имаат една таква задача, да вршат хомогенизација на своите поддржувачи и најдобрите теми, бидејќи ние економски теми немаме од 90-та година наваму, да се разбереме. Јас имам стандард, или ние имаме стандард, да речеме, кој ако го наблюдувате во добра кој што можеле да ги купите 89-та и кој можете сега да ги купите многу понизок. И објективно мојата положба економска е понезавидна, а што ми имам незавидна економска положба, имам и незавидна политичка положба. Некаде во 1994 година ме покани представникот на ОПСЕ, беше од источноевропските земји, ме праша зошто во Македонија нема селанска партија. Јас му реков во Македонија нема селанска партија, оти нема селани. И при тоа сакам и за гледачите да кажам, кога велам за селани, не мислам за луѓе што живеат на село, туку за селани како економска категорија, тоа се лица кои можат и живеат од земјата, се економски независни и можат врз основа на тоа производство се обезбедат посебен социјален статус. Кај нас има земјоделски партии, имаше или има и таа издруженија, кои во основа по логиката на барањата беа повеќе синдикални, отколку што се политички. Погледнете ги селанските партии во Западна Европа, погледнете ги во Источна Европа, ќе видите дека станува збор за една специфична социјална структура која му обезбедува економски статус. И затоа кога јас зборувам дека се во политичката криза само е манифестен облик на економската криза, на економското пропаѓање и така натаму, таа добива само нови форми, ја во таа смисла. Инаку, апсолутно, политичките кризи честопати се лекуваат со резови, кои не се секогаш благопријатни, кои не се на пократок или на подолг рок нудат одговор на прашањата или создаваат предпоставки да се премостат некои од конфликтните состојби кои се развиени со таквата тензична состојба. Инаку ние, ако не отвориме економски развој, ако се уште младината размислува на кој начин да излезе од земјата. Јас имам 2 сина, од кои тие немаат работен однос постојан, иако се одамна завршени со високошколски, со сите степени на образование, тие апсолутно размислуваат да бегаат од оваа земја, не мислат да формираат семејство. И јас како родител се обидувам да, како се вика, да најдем решение. Но не значи дека ќе ги спречам ако излезот постанува нерешлив. И во таа смисла, нашите политички епигони или представници треба да создаваат што е можно повеќе простор, да ги почитуваат туѓите успеси. И во таа смисла ние апсолутно имаме едно поведение кое многу ме подсетува на една студија правена на почетокот на 20-тиот век од некои истражувачи и од соседството и од европските земји за степенот на довербата кој го имале македонците кон институцијата. И македонците таква среќа имаа во историјата, стално беа подкусурувани. Тогаш кога очекуваа праведно решение, тие го добива најнеправедното решение. И мислам тој притисок сега се гледа во политичките елити. И покојниот митрополит Кирил во еден говор на политичките во обраќањата до верниците во САД, на кој имав прилика да присуствувам како носител на обврската, раководител на комисијата за односи со верски заедници, тој рече во Македонија не се најде водач, не се најдоа водачи кои ќе седнат како сите мажи, кои мислат добро на заедницата да ги понудат решенијата. Нашите водачи се занимаваат со ситно парачки проблеми. Се занимаваат со логиката на жените на чешма. Овој направи лона, онај направи лона. Значи, отсуствува еден апсолутно промислен. Значи, водачот се разликува по тоа што тој не е суетен. Не обрнува премногу внимание дали јас сум зборувал против него во оваа емисија или не сум зборувал, па утре ќе ме коментира на едни или на други начини и ќе употребува други средства против мојот став. Тие обично се луѓе кои што ја гледаат големата слика, а големата слика се нарекува Република Македонија, членка на НАТО и Република Македонија земја со европски стандард, со европски вредности. И во таа смисла,
Ако ги бараме решенијата, прво тие, ако ги бараме причините, прво тие се наоѓаат во една структура која мисли дека политичката партија е лостот кој ќе му ги субституира сите други неспособности во животот. Во книгата ќе прочитате. Едно гесло викаше: со нас успеваат најдобрите, а со нас сите успеваат. Ако си зашто ти треба лост? Ако си оттема, значи, таа политичка свест се подгрева и вие имате како се вика, погледнете како се дефинира водачите кога се сменија една група со други. Вие од медиумите постојано ги зумирате, постојано барате мислења, тие за се имаат. Дури во еден, се извинувам, дури во еден извештај во 2000 година, само ќе завршам за ова. Во еден извештај на една организација велеше, како што кажа председателот, и го цитираат. Бидејќи јас бев член на тоа тело, реков, само во Кореја и во оваа структура, викам, се цитира председателот што кажал. Секаде се цени што е програмскиот концепт на структурата. Значи, ние имаме таков тип на наслаги кои се дефинираат во менталитетот и во правната и политичката свест во однос на сваќањето на односите. Во однос на овој дел, ја мислам дека ако зборуваме за баланс, иако не се дрзнаа партиите да разговараат, бидејќи по моје мислење, не е во многу голем интерес на било кој од нив, намест треба да се промени концептот на изборите. Меѓутоа, тој концепт, за жал, наместо да го ставиме во граѓанска форма и да му дадеме шанса на секој граѓанин да може да се кандидира реално и вистински, тенденцијата беше цела Македонија да е една изборна единица. По моје мислење, ако сакаме да имаме баланс и да немаме поларизирање и да немаме само два центри кои што ќе се создаваат, ние мора да се вратиме на мнозинскиот систем на парламентарни избори. Тоа значи секоја единка, секој човек со многу малку поддршка може да се кандидира на гласачко на територија на своите 3, 4 или 5 мали во помалија градови. Тој е концептот од 90-та година, 90-та, 94-та и комбинираниот до 98-та. Во 98-та беше комбиниран концепт, нели 20 беа на листа, па другите беа на мнозинска листа. Ако вие имате концепт на создавање на избори, аргументи за едно и за друго, па видите сега како ќе му дајте вие на професоров како единка да се кандидират за пратеник, ако ја направите цела Македонија една изборна единица и вие мора да имате 120 позади други луѓе себе, затоа што ако гласаат за еден човек 40.000 луѓе, ели, то се можда тројца пратеници, ме разбирате? Вие мора да имате листа. И таа листа мора да содржи 120 луѓе. Како јас, како човек, може да верувам во самиот себе. Ја не можам да верувам во 120 позади мене, тоа е веќе политичка партија, така? Значи, јас зборувам можност на граѓанинот, на единката, на субјект, на субјект, кој што ќе биде независен и ќе биде персона лично за себе, без позади било каков подкрепа од било која политичка структура. Ме сваќате? Ме разбирате? Тој е авторитет кој што ужива, авторитет кој одредена територија на кај што живее и ќе може да се кандидира. Вие тоа денеска го немате. Вие истото да сакате да го направите, вие мора да имате 20 минимум позади себе да се кандидирате во целата изборна единица и тоа е имаше обиди. И ако дискутираме за вистински можности и вистинска демократија, визави партиски структури и единици, ова е еден систем и процес кој што ќе им даде можност на многу авторитети по маливе места, кои што не излегле на површина, а се паметни луѓе, нели? Особено по помаливе средини, да може да се искажат себе си, а при тоа да немаат притисок од било каква политичка гарнитура, односно да припаѓаат на било кој идеолошки субјект во држава. Ме разбирате, тоа е комплетно промена на матрицата, на размислување и на избирачот утре. Меѓутоа е вон интересите на поголемите политички партии. Тоа е
дискусија која што треба да се води и вака, меѓутоа и веројатно претпоставувам вака социолозите, политиколозите и сите оние останати кои што имаат своје мислење, да си дадат своје мислење и да се отвори можда и расправа дали ваквиот концепт е идеалниот, па сега имаме судир меѓу две големи партии или ќе му се даде можност на граѓаните да се искажат себе, да речем. Одиме со уште еден блок реклами и се враќаме во студиото. Еве не, при крај сме со емисијата. Треба да завршиме за некоја минута. Кесковски, споменавме во текот на емисијата почитување на институциите. Нас и професорот тече не е многу историски својствено од историски аспект, може би не сме ги чувствували како своји, но мислам дека секоја власт која ги поседува, и влада, и институциите, не треба да бара отворена доверба на граѓаните кон неа, туку треба да создава таа доверба. Имаме ли шанси сега, конечно, без разлика како тоа ќе се формираат коалицијските влади, прво да веруваме во таа влада што ќе ги формира институциите, бидејќи имавме една техничка влада во која што заради помирување и заради доверба се создаде едно спротивно чувство. Министерот не му веруваше на дополнителниот министер, помошникот на заменикот и така натаму. Ми се чини дека и во тоа не научивме како да функционираме во една кошница. Можете институциите што ќе ги создаваме да работат на начин во кој што ќе добијат довербата на граѓаните, за да можат полесно да владеат со нас, а ние да имаме институции кои ќе ни бидат у функција. И колку брзото формирање на институциите може да доведе, или спорото формирање до дестабилизација од институционален аспект. Надворешните ризици се тука, нели? Да видите се вака. Прво, секоја некаква промена на власта од почеток до денеска само да бидеме пократки. Или тенденција за промена се базира врз не почитување, односно не доверба кон институциите. Има линија секогаш на недоверба и таа промена, нели, која што сака да се случи на политичка сцена, обично се врти во таа насока. Меѓутоа, моето мислење е дека политичарите, во принцип, имаат обврска да ги почитуваат државните институции, бидејќи таа е порака. Имаат институции на државата и тие институции мора да се почитуваат. И вие испраќате порака, дали почитувате или не ги почитувате. Не може законите да важат за Петко, а да не важат за Асан и обратно. Значи, обврска имате вие со самото тоа што сакате да бидете политичари, да бидете и да вие мора да демонстрирате начин и однос на граѓанинот кон институциите. Секој обратен однос може да ескалира, може да имат граѓанска непослушност и таа граѓанска непослушност понатаму да се рефлектираат со конфликт. Апсолутно дека почитувањето на институциите е централно прашање, но треба да имаме на ум дека институциите недовербата ја губат како резултанта на непочитувањето на правилата и постоењето на двојни стандарди и дека одделни искуства покажуваат дека не можете да направите институционално консолидирање ако ги покриете пропустите и непочитувањето на правните правила и принципи. За таа работа мора да постои институционален одговор. Воведувањето на нови практики, на нови обичаи во функционирањето на институциите може скапо да го чини институционалниот капацитет. Ние да речеме имаме такви информации, ние имаме такви информации кои покажуваат само дека вие не ги почитувате институционалните процедури, воведувате нови. Тоа долгорочно, тоа значи девастирање на институцијата. И за таквите нешта, без разлика дали станува збор за Цан или за Јане, тие мора да се санкционира. Инаку се друго ќе биде само мит дека ние се обидуваме како да градиме демократија.
Ви благодарам што бевте гости во ова отворено студио и што дадовте одговори на многу клучни прашања кои што го обременуваат македонското општество и демократијата. Ви благодарам уште еднашка. Вам почитувани гледачи ви благодарам на вниманието.